представници на парламентарното собрание на НАТО, почитувани пратеници, почитувани високи представници на владата, почитувани представници на международните организации, дами и господа. Дозволете ми на почетокот во мое лично име и во име на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија срдечно да го поздравам одржувањето на Росрод семинарот, што е всушност седми поред што се одржува во Република Македонија. Би сакал да изразам задоволство за можноста да се обратам пред овој ценет аудиториум и тоа токму во време на силно зајакнати напори на мојата земја за интеграција во евроатлантските структури и непосредно пред самитот на НАТО во Брисел. Би сакал срдечно да ве поздравам и да ви посакам пријатен престој во Република Македонија. Миграцијата како феномен отсекогаш била присутна и актуелна на глобално ниво, а Балканот во целина секако не е им од оваа појава. Напротив, географската поставеност и улогата на крстопат помеѓу истокот и западот се причина долги години наназад низ овој регион континуирано да циркулираат стоки, идеи и луѓе, а миграциите во помал или поголем обем да бидат неизоставен дел на овие процеси. По тие причини не е изненадување што покрај останатите мигрантски рути кон Европа, кои функционираат години наназад, во одреден момент дел од мигрантите на Блискиот Исток, арапските држави и Северна Африка се одлучија токму преку Балканот да транзитираат до посакуваните крајни дестинации, односно западноевропските земји. Но с оглед на масовноста, интензитетот, динамиката и начинот на кој се развиваа случувањата во изминатите 3-4 години, слободно може да се каже дека оваа појава прерасна во вистинска криза, а така наречена западно-балканска мигрантска рута стана позната како една од главните рути за транзит кон западноевропските земји за мигрантите од Блискиот и Среден Исток, но и од други азиски и африкански земји. Поради својата местоположба Република Македонија не по своја вина се најде во центарот на овие случувања и една од земјите кои го понесоа најголемиот товар во справувањето со истите. Во оваа прилика нема да говорам многу за бројки, но само за илустрација на обемот на предизвикот ќе споменам дека во периодот 2015 до средината на 2016 година низ територијата на Република Македонија транзитира околу 800.000 мигранти, што е повеќе од 1/3 од вкупното население на државата. А во одредени периоди транзитира и над 10.000 мигранти дневно. Верувам ќе се сложите со стојбата што е предизвик за многу поголеми држави од Република Македонија. За справување со ваква состојба беа ангажирани целокупните национални капацитети, а начинот на кој тоа се направи од сите домашни меѓународни фактори и партнери е оценето како успех. Со затворањето на така наречената западно-балканска рута за транзит на мигранти, за жал не завршија и предизвиците на оваа појава. Напротив, сведоци сме на постојани обиди за нејзино оживување, но овој пат на илегален начин. Мигрантите се уште се обедуваат илегално, самостојно или со помош на криумчари да транзитираат низ Република Македонија кон север и понатаму кон своите крајни дестинации. Ова е тренд кој генерално важеше и за 2017 и за првата половина на 2018. А во последниот период регистрирана е и тенденцијата на зголемување на бројот на обиди за илегален влез од Република Турција во Република Македонија, и ако во текот на 2017 година беа спречени 3220 обиди за илегален влез на јужната граница. Само во првите 5 месеци оваа година веќе се спречени 3150 обиди. Она што највеќе загрижува е што голем дел од илегалните мигранти се обидуваат да користат услуги на криумчари на мигранти и тоа не само во Република Македонија, туку во целиот регион. Со тоа не само што криминалните групи незаконски се стегнуваат со голем профит, туку и мигрантите сами се доведуваат во ранлива положба, односно во состојба да нивните животи и здравје бидат загрозени од страна на криумчарите. Токму сузбивањето на оваа појава е едно од нашите приоритети. Во таа насока од неодамна е формирана национална единица за сузбивање криумчарење мигранти и трговија со луѓе, која официјално започна со работа во март 2018 година. Со неа раководи јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, а во нејзиниот состав учествуваат приближно 50 представници од
од сите релевантни организациони единици во Министерството за внатрешни работи, како постојани членови и контакт лица. И покрај наведените трендови, безбедносната состојба на државните граници во моментот генерално е повална. Заради одржување на таквата состојба, но и за соодветно справување со евентуален иден масовен прилив се преземаат низ мерки и активности. Продолжено е времетраењето на одлуката за прогласување на кризна состојба на подрачјето на јужната и северна државна граница, што овозможува непречено користење на потребните национални ресурси и капацитети за справување со предизвик. Заедничката операција на јужната граница, во чии рамки на македонско-грчката граница се распоредени и странски полициски службеници од 8 европски држави, и тоа Чешка, Полска, Унгарија, Словачка, Србија, Словенија, Хрватска и Австрија, континуирано се реализира од декември 2015 година. Во тој контекст, за одбележување и престојното подпишување на договор за статус помеѓу Република Македонија и Европската Унија за акции спроведени од страна на Агенцијата за Европска гранична и гранична стража Frontex во Република Македонија. Договорот, чиј текст веќе усогласен, ќе овозможи распоредување на сили на Frontex доколку се укаже потреба од тоа. Паралелно со овие активности се работеше и на изготвување на нов закон за странци и закон за меѓународна и привремена заштита, кој што веќе ги усвои Собранието на Република Македонија. Со овие законски решенија, Република Македонија не само што континуирано го усогласува националното со европското законодавство, преку креирање на законски решенија кои содржат европски стандарди во управувањето со миграцијата, туку и останали дел од постоечките празнини и слабости воочени во текот на справувањето со мигрантскиот грант. Сепак, сите сме свесни дека кога станува збор за илегална миграција, се говори за глобален предизвик. Проблем динамичен и со тенденција на брзи промени на трендови и појава која зависи од многу надворешни фактори на која државите, а особено Република Македонија, немаат големо влијание. Оттаму колку и да се добро планирани и имплементирани, ниту една мерка и активност долгорочно нема да бидат доволни за успешно справување доколку останат во национални рамки. Односно, доколку не се дел од еден поширок, координиран одговор на сите засегнати земји од регионот, па и пошироко. Токму затоа, континуирано учествуваме во сите регионални европски иницијативи поврзани со управувањето со миграција. Досегашните искуства само го докажаат тоа што и претходно беше добро познато, дека основен предуслов за успешно справување со предизвиците од транснационален карактер, а миграциите се секако еден од нив, неопходна е навремена размена на информации, пропратена со соодветен систем за рано предупредување, но и заеднички оперативни активности. Во таа насока ќе продолжиме и со нашиот придонес во меѓународните иницијативи на ова поле и со напорите за уште поефикасна соработка со европските агенции како Frontex, Европол и со надлежните служби на другите држави. И на крајот сакам да истакнам дека справувањето со овој глобален ризик, со овој глобален предизвик може да биде успешно доколку имаме сите заеднички пристап, заедно изградена стратегија во справувањето со последиците на мигрантската криза, бидејќи мигрантската криза може единствено да се спречи ако има интервенција на изворот на проблемот, а тоа е во Блискиот, на Средниот исток и државите од каде што тие потекнуваат. Сакам да напоменам дека Република Македонија е подготвена и ќе партиципира во справувањето со мигрантската криза и во надамошниот период преку вакви координирани активности. Меѓутоа е јасно да го изразам ставот на Македонија, дека Македонија има два транзитни центри кои што се за кратко престои на мигранти и немаме никакви услови за отворање на нови кампови на мигранти кои што би биле на територијата на Република Македонија. Тоа е став кој што е општо познат, меѓутоа сакам и денеска да го потврдам. Да учествуваме во справувањето со овие последици, да помагаме во мигрантски текови, ако случајно дојдеме до нови мигрантски бранови и да бидеме вклучени до основа на овие принципи кои што ги поставивме, а кои што се покажаат успешни во изминатиот период. Благодарам на